Добар ден, драги ученици. Добро дојдовте на првиот час по предметот Историја, каде што ќе се запознаеме со повеќе или помалку интересни настани, случки од минатото, кои што всушност предмет се изучува во следните 4 години, од 6 до 9 оделение ќе го изучувате овој предмет, а денеска сме на првата лекција, на првата тема по предметот Историја. Тоа ќе биде лекцијата Историјата и нејзиното значење. Треба да знаете дека мој совет е по предметот Историја, вас ќе ви треба учебникот за 6-то оделение по Историја, ќе ви треба една тетрадка каде што ќе ги запишуваме планчињата и каде што ќе ги запишувате вашите домашни, кои што ќе ви бидат задавани на секој час. И мој совет е да си користите, да си купите историски атлас, каде што ќе можете да се ги утврдувате знаењата кои што ги стекнуваме на часовите и исто така ќе можете да се ги унапредувате и проширувате вашите знаења. Секој ден се среќаваме со зборот Историја и затоа овде, како цел на овој час, ќе ни биде да го дознаеме нејзиното значење, да ги дознаеме историските извори, како се дели времето и како се дели историјата. Најпрво ќе започнеме со првата точка, тоа е предмет и задача на историјата. Како ќе се ги поминуваме точките 1, 2, 3, 4, така вие ќе може да се ги запишувате во вашата тетрадка и сето она што вие сметате дека е важно за една зададена точка, вие ќе може да се го запишувате под таа точка, без јас да ви кажам која конкретна работа треба да запишете. Некогаш ќе ви посочам. Во секојдневниот живот се среќаваме, многу често се среќаваме со зборот Историја, но ретко можеме да знаеме, не секогаш знаеме што значи зборот Историја. Историјата како наука е предмет кој што го изучува минатото на човекот. Значи, историјата е наука која што го истражува и изучува минатото на човекот. Затоа таа е многу важна, можеби една од најважните науки, која што изучувајќи ја можеме да се ја определиме, нели, да ја изградиме нашата иднина. Научниците кои што ја истражуваат историјата се викаат историчари и сето она што тие го истражуваат и го запишуваат се вика историографија. Потоа, географската поделба на историјата постои општа и национална историја. Општата историја ја проучува светската историја, односно светски значајните настани, а националната историја ги изучува настаните кои што се случиле на еден потесен регион во една држава, кои што му се случиле на еден народ, например историјата на нашата држава Македонија или на македонскиот народ би припаѓале на нашата национална историја. Кажеме дека еден од најзначајните предмети, еден од најзначајните науки воопшто кои што се изучуваат и од тука ќе се ја запишете оваа реченица која што е кажал познатиот римски историчар оратор Цицерон, односно historia est magistra vitae, со значење дека историјата е учителка на животот. Она што ние ќе го изучуваме во минатото ќе не подготви за она што ќе се случува во иднината. Следно, кое што ќе ви биде значајно за изучување на историјата, сега како вовед правиме, нели, и се запознаваме со науката, е втората точка, односно историските извори. Запишете си ја точката историските извори. Имаме издвоено 3 типа на историски извори. Тоа ќе бидат материјалните историски извори, пишани историски извори и устни историски извори. Под материјални историски извори спаѓаат орудија, оружја, облека, пари, накид, садови, градби. Замислете си дека сте археолози кои што истражуваат на археолошки локалитет. Сето она што материјално вие ќе го пронајдете на тој археолошки локалитет спаѓа во овие материјални извори.
Исто така како археолози, вие на тој археолошки локалитет можете да најдете и пишани извори. Тоа ќе бидат некои извештаи, патеписи, писма, записи, весници или книги, кои што пренесуваат некаква приказна, некаква случка за тој период, на тоа конкретно место. И на крај ги имаме устните кажувања, кои што може да бидат легенди, митови, песни, кои што всушност се пренесуваат од колено на колено, нели, со устно кажување. Според редоследот на изворите, според нивната доверливост, на прво место историчарите ги ставаат материјалните историски извори, на второ место се ставаат пишаните историски извори и на трето место се ставаат устните кажувања. Зошто? Најверодостојно и најсигурен извор за историчарите е материјалниот извор, бидејќи тој како е оставен во одминатото, како ние сме го нашле денеска на археолошки локалитет, така и го гледаме и според него можеме да одредиме поголема вистина за одреден период. После доаѓаат пишаните и на крај устните кажувања. Сите овие работи кои што ги спомнуваме во учебникот, во лекција, вие може да си ги видите во учебникот на страна 7, каде што ви се наведени неколку материјални извори кои што потврдуваат одредена историска вистина од минатото. Следната точка која што треба да запишете во вашите тетрадки е сметање на времето. Третата точка е сметање на времето. Времето од денешна гледна точка, нели, знаеме дека се дели на ден, недела, месец, година, тоа се 365 дена, па деценија или декада, кои што се 10 години, еден век, тоа се 100 години и еден милениум, 1000 години. Еден милениум означува 1000 години. Во моментов, ние сме нели во третиот милениум, бидејќи 2020 година, предходно имало 2 милениум и односно ние денеска сме во 21 век. Завршуваме втората деценија од 21 век. Сега треба да разгледаме како различните народи го означувале времето или го делеле времето. Според египтјаните, времето се делело од владењето на нивните фараони. Евреите го делеле, го сметале времето од почетокот, од создавањето на светот. Хелените го сметале времето според Олимписките игри, нели знаеме на 4 години се одигрувале Олимписките игри. Христијаните го сметале времето од раѓањето на Христа и пред раѓањето на Христа, а муслиманите од 722 година, односно хиџра, преминувањето на пророкот Мухамед од Мека во Медина. Денеска треба да знаете, тоа е најважно, дека времето го делиме пред нашата ера и од нашата ера, односно пред раѓањето на Христа и од раѓањето на Христа. Таа е таа нулта година која што го означува периодот пред нашата ера, скратено ПНЕ, и периодот од нашата ера, односно НЕ. И за крај, на крајот на оваа лекција, ќе имате последната точка, поделба на историјата. Поделба на историјата, која што се дели на праисторија и историја. Во праисторијата спаѓа каменото време, кое што се дели на старо и младо камено време. Потоа имаме метално време во праисторијата, кое што се дели на 3 подпериоди: бакарно, бронзано и железно време. И потоа следи историјата. А историјата е поделена на 4 периоди: стар век, среден век, нов век и најново време. На страна 8 во вашата лекција можете да видите други пишани извори кои што ги спомнавме во претходната точка. Можете да видите различни направи за сметање на времето, односно со денешни збор кажано часовници, и хронолошки таблички кои што всушност го прикажуваат времето во минатото и неговата поделба.
Сите овие работи кои што ги спомнавме денеска на лекцијата, во лекцијата треба убаво да си ги прочитате во вашата лекција од страна 6 до страна 9, да си го прочитате целиот текст, да си ги разгледате наведените примери во лекцијата, во учебникот, и за домашна да одговорите на прашањата. Тоа ќе биде страна 7, да повториме. Страна 8 во горниот десен агол да размислиме. И страна 9 во горниот десен агол да размислиме. Исто така, за домашна, ќе ги нацртате двете хронолошки табли ленти на страна 9 и неколку пати да ја повторите ова поделба на праисторијата и историјата, кои што ќе ви бидат навистина основа за она што ќе го изучуваме во иднина. Може би имаме малце повеќе домашна сега за почеток, нека не ве плаши тоа. Ова е првата лекција, вие првпат се соочувате со предметот историја и воопшто како наука. Убаво би било да си почнете од почеток, да ги совладувате работите, на тој начин ќе ги дознаете поубаво и понатаму во иднина ќе имате многу полесно ќе ги совладувате работите кои што ќе ни следат. Учете си историја, учете ги сите предмети и се гледаме со некоја следна лекција. Јас сум Слободан Трајковски, наставник по историја во основното училиште Круме Кепески, Кисела Вода, Скопје. Голем